Почитувани, нема функционер од владата кој не трошал огромни средства од буџетот како службени трошоци. Владините функционери, премиерот и министрите минатата година потрошиле 270.000 евра, во најголем дел за ручеци, вечери и друг вид на ресторански и кафански седенки. Во време на економска криза, енормно висока инфлација, владата лани потрошила 10% повеќе пари за службени трошоци во однос на 2020 година. Или, во бројка, потрошени се 25.000 евра повеќе во однос на годината претходна. На врвот на листата се наоѓа сегашниот вице-премиер за евроинтеграции Бојан Марички, со потрошени скоро 15.000 евра на репрезентации. Имено, тој потрошил 4.000 евра за авионски патувања, а на аеродромите плаќал и VIP салони, а ручал и вечерал за скоро 5.700 евра во приватните угостителски објекти, државни мензи и угостителски објекти во странство. Убедливо, најмногу по ресторани, дури и пред Бојан, трошал Бујар Османи. Тој за ручеци, вечери и други угостителски услуги потрошил околу 6.000 евра. Веднаш по него, во тесна трка со Маричич и Јартан Груби со потрошени над 4.500 евра. Високо на листата е и Фатмир Битики со потрошени над 20.000 евра по разни основи. Зад него, но не многу скромен во трошењето, е сегашниот министер Љупчо Николовски со потрошени над 12.000 евра, од кои половина се потрошени во државните мензи. Крешник Бектеши со потрошени над 10.000 евра, за кој како една од ставките каде се потрошени значаен дел од парите се услугите во VIP салоните на аеродромите. А над 1.000 евра за телефонски услуги во државните мензи потрошил и Димитар Ковачевски, како тогашен заменик министер за финансии. Почитувани, додека овие владени функционери потрошиле над 270.000 евра за службени трошења, за авиобилети, кафани, ресторани и VIP салони, народот се соочува со 50% покачување на основните продукти за исхрана, 30% повисоки сметки за струја и парно и зголемени цени на сите неопходни работи за нормално функционирање на домакинствата. Запрашан за оправданоста на високите сметки на владините функционери, Ковачевски на сето ова одговара дека ваквите трошоци во голема мера се оправдани и дека уште повеќе ќе се трошат доколку е потребно за Македонија и нејзиниот евроинтеграцијски процес. Преку VIP салоните на аеродромите и ручеците во приватните угостителски објекти не се обезбедува евроинтеграција. Оваа влада, која повикува на штедење додека влада е сиромаштија, немилосрдно ги троши парите на граѓаните на работи кои не се неопходни. Ви благодарам.